Ќе поддржите некој? Ќе ви кажем, ќе поддржиме тој со кој ќе може да соработуваме и со кој споделуваме заеднички вредности. Ако тој кандидат, да речеме, поддржи граѓанска опција, граѓански устав на земјата, веќе председателот има надлежности во таа област, би бил и најзадолжен за промоција на таа идеја, би бил и катарзичен момент за промоција на таа идеја од еден кандидат за председател, тоеш би поддржале таков кандидат. Крајно време е да почнеме да воспоставуваме механизми на граѓанска држава. Единствено возможно Македонија да влезе во ЕУ е како граѓанска република. И ако таа не ја прифатиме, тогаш ние ќе го изгубиме патот. Концепт, филозофија на индивидуи. Само така ќе станеме слични на членките на Европската Унија. Македонски концепт се бори за македонска кауза. А каузата ни налага да ги намалиме разликите помеѓу сите нас или да ги игнорираме разликите моментални визави националниот државниот интерес. Мора така се научиме и ние македонци. Време за национално единство во секој поглед, надминување на партиските разлики кога се работи за прашања од државен, од национален карактер. Поѓајќи од фактот дека само еден од кандидатите за председател на Република Македонија ги прифати принципите на граѓанската држава, на држава на сите граѓани родени во Македонија, тргнувајќи од традициите на Крушевската република и Крушевскиот манифест, зборовите на првиот председател Никола Карев, почитувајќи ги илинденците, асномците и бранителите. Македонски концепт својата поддршка ја дава за независниот кандидат за председател на Република Македонија, професорката Гордана Силјановска Давкова, за која ве повикуваме да ја поддржите и во текот на кампањата и на денот на изборите. Со среќа нека биде, честитки, се надеваме на голема победа. Поздрав од мене и од Македонски концепт.